На денешната пресконференција ќе изборуваат веднаш до мене господин Цирил Кафол, генерален извршен директор на компанијата, и Горан Костовски, графички дизајнер и човек кој што во наредните 2 месеци ќе биде со нас во проектот кој всушност е поводот за денешната пресконференција. Секако јас, мојата маленкост, улога на модератор и Гона Галич Петков. На самиот почеток би сакала сосема накратко да ве воведам во темата. Имено токму денес, кога светот го прославува денот на инстаграмџиите, One лансира, односно објавува прв Инстаграм фотоконкурс во Македонија насловен како One Летограм. Веќе од денес па се до 14 септември, македонските инстаграмџии ќе имаат единствена можност да ги споделат своите фотографии направени со мобилен телефон, при тоа користејќи ја најпопуларната мобилна апликација Инстаграм и на тој начин да учествуваат во првиот тематски Инстаграм фотоконкурс во Македонија. Темата е секако инспирирана од летото и летните одмори и е долго топло лето. Конкурсот се состои од 3 фази. Во првата фаза, која ќе трае до 25 август, сите заинтересирани можат да ги вклучат своите фотографии едноставно со додавање на таг Летограм на својата јавно објавена фотографија. Во втората фаза, тричлено стручно жири ќе одбере топ 10, а за 3 од нив ќе се гласа на Facebook страницата на One во периодот до 10 септември. Во финалната фаза е предвидена изложба на сите фотографии и прогласување на најдобрите 3. Авторите на 3 најдобри фотографии ќе бидат наградени, и тоа авторот на првата со еден смартфон HTC One, а авторите на второ и трето избраните фотографии со мобилен гаджет фотообјектив за мобилен телефон. За целта на проектот и зошто токму Инстаграм фотоконкурс од господинот Цирил Кафол, генерален извршен директор на One. Господине Кафол, повелете. Добар дан на сите. Велико задоволство е да најавим такав проект кој уствари интегрише модерну и уметност и технологiju. Ти више што проектот уствари базира на социјални медиума, кои се исто тако израз младе генерација. И cilj u stvari ovoga projekta je da pokažemo da mobilni telefoni nisu samo naprava za komuniciranje, nego je u stvari to neki moderni, omogućava moderne izraze i da kažem kao što su pravne fotografije, snimanje videa i obrada tih. Tako da One je prva kompanija u Makedoniji koja podupire takve projekte, tako da naša tendencija i želja u buduće da takve projekte podupiremo i u buduće. Ви благодарам, господине Кафол. Свој придонес во проектот, како што најавив на почетокот, ќе даде Горан Костовски е Тимдок, графички дизајнер, еден од најангажираните виджеи во Македонија и секако пасиониран инстаграмџија, кој воедно ќе биде и член на стручното жири. За популарноста на Инстаграм и неговите карактеристики и токму од Горан. Горан, повели. Здраво на сите. Значи, Инстаграм е социјална мрежа која што брои над 50 милиони корисници. Во Македонија се уште нема официјална бројка колку се користи, но отприлика можам да кажам дека има околу некои 7.000 луѓе кои што користат Инстаграм. Значи има многу луѓе кои што ја сакаат оваа апликација, има луѓе кои што не ја сакаат. Битната цела е споделување на мобилни фотографии и реал-тайм ситуации. Токму затоа и Летограм ќе биде фотоконкурс кој што ќе има за цел да го означи летото и да се споделуваат искуствата и ситуациите од летото. Инаку Инстаграм предходно беше само iOS апликација, меѓутоа од кога ја направија за Android, од постоечките 20 милиони прерасна за отприлика над 50 милиони и имаше само над 1 милион сигнувања дневно. Интересно е што се работи за мобилна фотографија и споделување директно на социјалните мрежи. Би можел да кажам дека во Македонија постои голем развој на оваа апликација и од самиот момент што имаме блог кој што третира баш мобилна фотографија и до сега веќе имаме објавено над 50 автори, кажува фактот дека оваа апликација зима огромен замав за нашиот пазар. Значи, се работи за ново дигитално движење, кое што
има поинаков развој него од дигиталната фотографија. Тоа е разликата помеѓу Инстаграм и статичната фотографија. Денеска, значи, е официјалниот пети поред Инстаграм митинг во светот. Во овој ден ќе биде и Скопје дел од таа глобална мрежа на поврзување. Значи, денеска во 17:30 часот ќе се соберам инстаграмџи од Македонија и од Скопје и ќе се приклучиме на глобалната мрежа. Тоа друго, ако има некој прашање, да ми пустите. Благодарам, Горан. Секако ако имате прашања, повелете. Океј, нас ни останува уште да ги повикаме сите инстаграмџи да бидат дел од овој награден фотоконкурс, а вас да не следите на www.one.mk, каде што директно може да се линкувате на Летограм и секако на OneMK на Facebook. Ви благодарам на сите што бевте дел од пресот. Само би додал дека стримингот на тагот Летограм ќе можете да го следите на Twitter, на Instagram и на порталот Летограм МК. И заборив тоа да кажам дека конкурсот стрикно ќе обработува само мобилни фотографии, DSL фотки и камери немаат право да учествуваат во овој конкурс. Јас би додала уште нешто. Денеска наместо стандардните фотографии од пресконференцијата ќе испратиме Инстаграм фотографии. Ви благодарам уште еднаш.